Изборните каравани ги заобиколуваат професионалните војници, бранителите и другите кои на мирните скопски улици продолжуваат да се борат за достоинството на униформата. Тие не добиваат изборни ветувања за работа, плата и за живеачка од сопствениот труд. Не ги ни бараат зашто се уште веруваат во институционално решавање на нивниот статус. Дали вие по завршени 12 години во армијата заслужувате да останете на улица? Владата сепак мисли поинаку. Ни денеска не успеа да го слушне силниот татнеж на добро извежбаниот строев чекор на професионалните војници. Од тука маршот пред државните институции има единствено символично значење, бидејќи изразува незадоволство поради односот кон нив како категорија на лесно заменливи лица, со кои армијата елегантно и без какви било обврски се поздравува по само 9 годишен работен стаж. Излазот го гледаат во покренување граѓанска иницијатива за собирање 10.000 подписи за измени и дополнување на Законот за служба во АРМ. Директно во рацете на претениците ќе го поставиме овој проблем, па тие нека одлучат дали овие луѓе кои што ја представуваат Република Македонија во војните мисии во странство заслужуваат да го завршат својот работен век во армијата или во полицијата или на 38 години, па некои од нив и порано треба да останат на улица. Последната опција е многу реална за голем дел од овие војници. Иако се обидуваат да се снајдат на каков било начин, во своите редови веќе имаат случаи на оние кои одлучиле својата екзистенција да ја обезбедат во странство. Како пример беше посочен Иван колега кој заминал во Словенија да работи како градежен работник. Тука оставил 3 деца, а неговиот син беше еден од учесниците на маршот. Владата на Република Македонија не само што го избрка Моне од армијата на Република Македонија, го избрка и од сопствената земја. Денеска ова дете останува овдека со своите сестрички, а неговиот татко Моне, според убавата патриотска програма на владата, раѓа и трето дете, еве, остави 3 деца во Република Македонија. Овој протест според Сдруженијето на бранители достоинство не може да се побрза со предстојните избори. Токму поради оваа причина одлучиле собирањето потписи за граѓанската иницијатива да се реализира после изборите. Доколку некој смета дека може овие повеќе од 1000 луѓе да ги манипулира и да ги убеди во нешто, тогаш тој слободно може да го мисли тоа. Јас сум убеден дека сите овие луѓе многу добро знаат зошто се овде и тие самите одлучија да дојдат денес овде. Собранието во ноември го одби нивниот предлог закон за посебни права на припадниците на силите на безбедност кој беше поддржан со 32.000 подписи. Статусот на професионалните војници не е решен само во Македонија. Во останатите земји тие работат до исполнување на условите за пензија или пак тие се вработуваат во други државни установи по одредена старосна граница.